Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Пораките од еврокомесарот Оливер Вархеј за време на посетата на Скопје до власта и до опозицијата ќе ги анализираме низ две одвоени интервјуа со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и со секретарот за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски. Како ја разбирате вие изјавата на Вархеј поврзана со законот за јавно обвинителство? Тоа е услов без кој не се може или сепак е добро да се донесе законот за да им се избијат од рака, што се вели, адутите на оние кои што се скептични? Ви велам, не е црно на бело пишан услов, но бидејќи е толку многу навлезено во перцепцијата на земјите членки дека е тоа важно, некако станува многу важно да ни го олесни патот за започнување на преговори оваа пролет. На масата која што решава за следните чекори седат и Бугарија и Грција со право на вето. Вие, ако бидете во позиција да формирате влада, дали со ваквите ставови практично најавувате дека земјата треба да очекува дека ќе биде повторно блокирана на тој пат? Граѓаните треба да бидат спокојни и да знаат дека надворешната политика на ВМРО ДПМН ќе биде фокусирана на решавањето на стратешките цели поврзани со евроатлантската интеграција и ќе работи силно не само со своите соседи, туку со севкупната глобална заедница за да донесе напредок во нашата земја. Со интервјуата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Дали донесувањето нов закон за јавното обвинителство пред распуштањето на парламентот е услов за земјите членки на Европската унија во март да донесат одлука за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија, или таков развој ќе го подобри досието на земјава, но не е услов без кој не се може. Дилемата се наметна со посетата на новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј и неговите пораки од една страна дека земјава направила огромен напредок и дека е подготвена за почеток на преговори, и од друга дека приоритет е усвојување нов закон за јавното обвинителство од овој парламентарен состав. За ова, но и за други прашања поврзани со најавите дека март е новиот можен датум кога земјите членки на Европската унија би донеле одлука за почеток на преговори со земјава, вечерва разговарам со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Како ја разбирате вие изјавата на Вархеј поврзана со законот за јавно обвинителство? Тоа е услов без кој не се може или сепак е добро да се донесе законот за да им се избијат од рака, што се вели, адутите на оние кои што се скептични? Видете, формален услов ние немаме после чистата препорака и одлуката на Советот, меѓутоа имајќи предвид дека владењето на правото е еден континуиран бенчмарк, ако можам да кажам, за прогрес на европскиот пат, можеме да го интерпретираме и така. Иако, ви велам, не е црно на бело пишан услов, но бидејќи е толку многу навлезено во перцепцијата на земјите членки дека е тоа важно, некако станува многу важно да ни го олесни патот за започнување на преговори оваа пролет. Ако не се донесе закон до распуштањето на парламентот, какви се шансите? Би ризикувале многу да им дадеме алиби на земји членки кои се и така скептични на процесот, а со донесување на законот едноставно би ги затвориле сите можности процесот да не се затвори во... До октомври оваа тема не ја споменуваше никој друг освен Холандија и таа земја на многу внимателен начин го отвораше тоа прашање. Од октомври Франција тука и таму го споменува, повеќе на ниво на амбасадор во земјава, помалку на ниво на МНР и на Елисејска палата во Париз, која од државите практично го бара ова и сака да го види до пред распуштањето на парламентот. Мислам дека и Франција и Холандија се фиксирани, ако можам да кажам, на потребата од донесување на закон, иако на сите им е јасно дека субстанцата на законот е веќе адакта, е решено. Со фактот дека сите предмети се превземени, архивата, вработените од СЈО се превземени, дека јавното обвинителство може да продолжи таму каде што СЈО застана со работа, со истиот капацитет, па дури и повеќе. Меѓутоа, сепак потребата од изнаоѓање на консензус за прашањето, за борба против корупција од високо ниво е многу важно во перцепцијата на земјите членки. Бидејќи тука нема само субстанца, има символика, дека постигнавме консензус со двотретински закон, дека корупцијата на високо ниво ќе биде предмет на таргетирање во наредниот период. Така да перцепцијата е многу важна во политиката, меѓутоа и во
одлучување. Имавте ли на ниво на влада некаква координација поврзано со оваа тема? Како да и пристапите на опозицијата? Кога ќе се отвори тој процес повторно на преговори? Опозицијата вчера го добила законот кој што се смета за последна владина понуда. Видете, обично на влада се дискутира за веќе договорени решенија. Не велам на седница на влада, мислев меѓу партнерите, дали сте имале некакви неформални партнерите консултации? Од поодамна немаме разлика по однос на потребата од донесување на закон за јавно обвинителство. Јас и јавно и вчера испратив порака до опозицијата затоа што реков символички некако само се наметна по себе дека клучот за отворање на вратата за преговори е еден двотретински закон од кој што кој што зависи од двете страни. Така да ако целиот овој период од 15 години додека имаме кандидатски статус и ВМРО и СДСМ и ДУИ придонели да стигнеме до овде, еве судбината некако наметнува да клучот е двотретински закон, да никој не може да ја отвори вратата сам. Така да никој не може да ја сподели некако да ја присвои за себе, да го присвои успехот. Туку ако ВМРО гласа за овој закон, ВМРО ја отвара вратата. Со тоа што СДСМ ќе гласа, СДСМ ја отвара вратата. И ДУИ. Но да не бидеме наивни, ако во март земите членки на ЕУ донесат одлука за почеток на преговори, тоа ќе биде голем ветер во грб на актуелната влада. Мислам дека ако ВМРО гласа за овој закон, на сите ќе им биде јасно дека е 50-50 при донесот за клучот за отварање на вратата. Затоа велам, во време на ВМРО имавме 9 препораки. Во оваа време СДСМ ДУИ имаме решавање на крупните политички прашања. Така да сите сме придонели овде. Еве и последниот парче на мозаикот некако ни се падна пак заеднички да го решаваме. И ако вака размислуваме, мислам дека ниту ВМРО ќе има штета од тоа што на 26 март ние би имало одлука, ниту посебно би добиле ДУИ и СДСМ. Како влада сте прилично воздржани во последните недели и месеци откако се случи тоа што се случи или не се случи, а го очекувавме во октомври околу тоа кога би можело повторно да се отвори прашањето за отворање преговори со земјата и со Албанија, но гледаме дека од повеќе страни март се споменува како нов таргет. Пред се Европската комисија го турка тоа како идеја, но има и земји членки. Еве и вчера и хрватскиот премиер, но и германската канцеларка го споменуваат март како некаков таргет датум кога би можело ова прашање да се реши на начин на кој што е посакуван за земјава. Реалистично ли е тоа? Или ќе останете повторно на нивото на воздржаност, оставајќи сепак прашањето да го решат земјите членки? Јас мислам дека после октомври ветувањата ќе им ги оставиме на Европската унија и на земјите членки. Ние можеме да ветиме само дека ќе работиме. Одлучувачки самити во 2020 се март, јуни и октомври. Ние мора да работиме за март. Бидејќи Франција брзо излезе со предлог методологија и толку брзо се развива прашањето на методологијата, очигледно не им е лесно. Не се во комотна позиција од тоа чувство на изолација што го има и Франција и одредени земји членки од невидениот бран на солидарност кон нас за историската грешка која што се направи. Веројатно чувството е да се излезе побрзо од тоа чувство на нелагодност. Така да ако методологијата излезе крајот на јануари, ние веќе со извештајот, тоа што ми се допадна од стратегијата на комесарот е дека комесарот рече јас нема да излезам со вонреден извештај доколку немам добиено некаква гаранција за позитивна одлука. Така да ние ќе знаеме уште во февруари на некој начин како ќе се развиваат работите. Мислам дека е реалистично, но ние нема да ветиме веќе после октомври, ќе оставиме Европската унија да вети затоа што ние направивме се. Но уште еден момент. Изгледа дека Албанија до март ќе ги реши сите 9 услови на германскиот Бундестаг. Така да уште еден предизвик за нас да не останеме ние -1, а Албанија со сите решени прашања. Така да тоа уште еден стимул, независно дали одлуката ќе биде во март, да ние не смееме во пакетот па да останеме втори. Точно ли е дека на средбите Вархеј дури го користел овој аргумент кој што вие сега го кажувате?
а тоа е дека може многу лесно да се случи Албанија да не престигне на овој план на очекувања од земјата кандидат, што треба да направи до одлуката. Во текот на средбата стигна информацијата дека албанската позиција и опозиција постигнале договор за изборниот закон, кој што е таму најважното прашање во моментот. И самото тоа го покрена дилемата дали може да стигнеме до ситуација Албанија да ги реши сите 9 услови, а ние да останеме -7 со Законот за јавно обвинителство, иако ви велам не било пишано никаде како официјален бенчмарк, но пак ќе кажам како overarching, некако континуиран бенчмарк е владењето на правото. Па некој може да го интерпретира така. Имате ли видено на хартија нешто, освен тој non-paper што излезе од Франција, за тоа како ќе изгледа новата методологија? На хартија не, меѓутоа комесарот на широко ни образложи и од тоа што го слушнавме звучи охрабрувачки. Има од што да се плашат земјите кандидати? Тоа ќе биде потежок процес, подолг процес? Комесарот спомна неколку принципи. Првото е кредибилност, а тоа е дека процесот завршува со членство во Европската Унија и дека ако ние испорачаме, Европската Унија ќе испорача. Второто е политичкото управување на процесот повеќе од едно административно бирократско, што значи дека ние ќе учествуваме во работните тела, би учествувале во работните тела на Унијата и пред членството. И третото динамичност, што значи дека брзината на преговорите ќе се наметне единствено од брзината која што ние ќе наметнеме. Така да овие остануваат поглавјата, ќе бидат групирани во кластери. Според предлогот групирани во кластери, неколку поглавја во еден кластер слични, во моментот кога ќе се постигне високо ниво на усогласено се отвара еден кластер, а во тој момент сите поглавја во рамки на кластерот се отвараат со можност во една година да се затвараат сите поглавја од кластерот доколку динамиката е добра. Така да имаше затварање на еден кластер е преуслов за отварање друг. Тука немаше чист одговор по однос на тоа, изгледа се уште се дебатира прашањето на консекутивноста во отварање на поглавјата, меѓутоа самиот факт што еден од принципите е динамизам, односно динамичност, дава охрабрување дека процесот може да се забрза доколку ние покажеме волја за тоа. Тоа би значило пак некакви стандардни 5, 6, 7 години преговори пред членство. Никој не може да преюдицира колку тоа ќе трае, ние сме се уште во фаза на драфтирање на текстот. Се уште кај мене е дилемата дали текстот ќе биде комисиски текст или ќе биде текст на совет. Што вели Вархеј? Тоа е разлика. Вархеј вели дека ќе биде комисиски текст. Ако е тоа, тогаш е полесна веројатно процедурата, но со претходна консултација со земјите членки. Да го видиме ако излезе на 29-ти, тогаш ќе можеме поконкретно да коментираме. Ова се повеќе впечатоци од средбата. А што се последните сигнали од Париз? Ви имавте средба со Тимоние пред неколку дена. Иако има различни информации за нивото на кое што тој комуницира со Париз, дали воопшто неговите извештаи стигаат до Елисејската палата, но што велат вашите последни информации? Мислам дека ако биде законот за јавно обвинителство нема да има никаков проблем од Париз. Поинаква е вордингот. Јас видов една изјава на Макрон на саботното издание на Ле Монд и тоа е комплетно различно од ставовите што ги имаше он во октомври, така да апсолутно сметам дека е сменет начинот на размислување во Париз и дури Париз, ако гледате, го поттикнува, го забрзува процесот. Моје чувство е дека заради тоа чувство на изолација кое што го има после октомври и дека сакаат и тие да помогнат побрзо, некако е мој впечаток дека длабоко кај нив е врежана перцепцијата за потребата од законот за јавно обвинителство. Независно што сите сваќаме дека суштината е решена, дека прашањето не е прашање дали ќе има правна држава или не од законот за јавно обвинителство. Бидејќи предметите си тераат во, меѓутоа веројатно впечатокот е дека е важен консензусот и символиката за постигнување на договор помеѓу позиција и опозиција за борба со корупција од повисоко ниво. Подготвена ли е земјата, ако стигне одлуката во март, на соодветен начин да се постави и да учествува во преговорите? Мислам да, ние бевме спремни да почнеме со првото IGC уште во декември, бидејќи контурата на преговарачките групи е направена, меѓутоа ентузијазмот ни се сруши во октомври. Јас мислам дека ова посета на Вархеј навистина не охрабри сите, се чувствува тоа во СЕП веднаш како нова динамика
и доколку овие чекори одат во јануари и февруари, јас мислам дека многу брзо ќе се вратиме во кондиција. Како вие впечатокот ако споредувате Вархеј со Хан, има некаква суштинска промена? Видете, двајцата се искусни политичари и тоа со институциите на Европската комисија. Јас во еден момент, кога го слушав оптимизмот на комесарот, сакав да кажам дали сте разговарале со Хан, бидејќи и тој доаѓаше со ваков оптимизам, меѓутоа очигледно контекстот не е веќе ист. Убеден сте во тоа? Мислам дека контекстот е различен, подобро се движат работите, но сепак ветувањата, ќе кажам, ќе ги оставиме на Европската унија. Имаше стравувања за Вархеј во смисла на тоа која влада го номинира, бидејќи владата на Виктор Орбан нема некој особен демократски имидж, но со оглед на она што како јавни пораки го гледаме од Вархеј, се чини дека тие стравувања биле неосновани. Јас мислам дека се неосновани. Видов посветеност од негова страна за овој процес да се заврши што побрзо. Тоа што он иницираше уште еден степен во овие чекори, односно уште еден нов чекор, а тоа е во самитот во мај да иницира план за економски развој на регионот, некој вид на Маршалов план за регионот, за да го намали гепот, односно да ја зголеми конвергенцијата економска помеѓу регионот и Европската унија, е навистина многу важно за нас. Дали тоа ќе значи пристап до структурните фондови или ќе биде нова форма на акумулација на пари и средства за Западен Балкан, мислам дека покажува сериозност во неговиот пристап. И фактот што он пред да дојде кај нас беше во Париз, ми е особено важно во сериозноста на неговите намери да се заврши ова побрзо. 50 милиони што се најавени како некаква награда, Да. во каква форма се тие, под која капа ќе дојдат? Да, тука реално тие пари се уште од Хан ветени, уште по подпишување на Преспанскиот договор како перформанс award за успесите во реализацијата на планот 369 и планот 18. Меѓутоа бирократски некако беа кочени бидејќи процедурата е преку Европскиот парламент, да се тоа се надвор од ИПА средства пакетот кој што го имаме. Парите ќе се делат дел за Преспанскиот регион. Тука има една физибилити студија да се направи еден регион трилатерален проект помеѓу Албанија, Грција и Северна Македонија. Дел од парите ќе се делат во пакетот транспорт и дел во животна средина. Меѓутоа тие ни значат многу сега овие 50 милиони кои што со помош на Вархејеве се откочија. Беа лансирани од Хан, но се откочија од Вархеј. Каква е атмосферата на седниците на влада? Сега имате нов премиер, имате нови колеги од ВМРО ДПМН. Моје прво искуство е така да имаме таква влада. Мислам дека се конструктивни и не се разликуваат посебно од другите седници на влада. Сте имале досега потреба да комуницирате со МВР и со Труд и социјално? Па јас седам еден до друг така да комуницираме постојано во текот на седниците на влада. Добро. Не забележувате никаков проблем во функционирањето До на сега владата? не, до сега не. Изборите се споменуваат исто така како еден од условите, тоа тимоние наназад и за локалните и за претседателските го нагласуваше, а сега гледам дека и пред овие парламентарни избори го зборува, но се чини дека земјата, барем во овие последни неколку години го надмина тоа како проблем и дека сепак може да спроведе избори Но мислам според дека стандарди. можеме да го искористиме тоа, бидејќи сега сите се прашуваат што направивте од октомври и некако целиот фокус е на Законот за јавно обвинителство. Ја му кажав и на комесарот. Техничката влада сама по себе е успех. Држава која што без никаков проблем ги дава најсензитивните министерства на опозицијата во текот на својот мандат за да се организира рамен терен за избори е знак на зрела држава, која што не може да се замисли во некои држави од регионот, па дури се додаде комесарот, па ниту во некои членки на Европската унија. Така да техничката влада е добар чекор. Потоа вчера законот за независност на собранието е исто така дел од реформите кои што ги јакне институциите и независноста на институциите. Ако успееме уште некои други помали чекори до 12 февруари, јас мислам дека ќе останеме први во пакетот. Вие си барате аргументи за позитивни нотирања во мини извештајот на Европската комисија. Заслужуваат позитивни нотирања. Добро, ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас. Опозицијата игра неопходна улога за движење напред на реформите за ЕУ. Напише на Твитер еврокомесарот Вархеј по средбата со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Скопје. На пресконференцијата пак Вархеј рече дека
Клучно останува спроведувањето на договорите од Преспа и оној со Бугарија, без разлика кој ќе ја формира владата по изборите. Опозицијата беше спомната од Вархеи во неговиот повик со консензус да се донесе нов закон за јавното обвинителство во мандатот на актуелниот парламентарен состав. Како се примаат овие пораки во ВМРО ДПМН, вечерва разговарам со Тимчо Муцунски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Муцунски, вие сте секретар за меѓународна соработка, инаку сте доцент по римско право на правниот факултет при УКИМ. Бевте на оваа средба што ја споменувам и на која се повикувам со еврокомесарот Вархеи. Морам да бидам искрен, ако се чита соопштението од средбата од вашата партија, дел од овие пораки кои што се чинат клучни во јавноста, кои што беа акцентирани, некако како да не резонираат со пораките кои што се нагласени во соопштението од вашата партија. Пред се мислам на законот за јавно обвинителство, на договорите со Грција и со Бугарија. На самата средба се разговара за повеќе детали. Во прес-релиз секогаш се даваат одредени аспекти кои што се значени да се запознаат со јавноста, посебно што се однесува до промена реформите во обвинителскиот систем, односно носењето на законот за обвинителство. Мислам дека токму и во прес-релисот има еден аспект поврзан со европската иднина на нашата земја и тој закон е еден од низата реформи кои што ние ќе треба да ги преземе. Така да мислам дека е една соодветно резиме на тоа што се случуваше на средбата. Беше нагласуван еден параграф од соопштението дека ВМРО ДПМН има визија и план како државата да ја стави на брзата трака за членство во Унијата и при тоа да ги спроведе клучните реформи за остварување на оваа цел, и вие се реферирате токму на овој дел од соопштението. Дали ова не е во делом на контрадикција, со оглед на ставовите на вашата партија во однос на договорите со Грција и со Бугарија? Ако во исто време комесарот вели да, важно е реформите да продолжат, но клучно останува и спроведувањето на овие два договора. Искрен ќе бидам јас, за разлика од владата на поранешниот премиер Заев и сите негови клучни министри на овие позиции, не го гледам процесот на евроинтеграција како еден трансакцијски процес. Значи, процесот на евроинтеграција е методологија, начин на кој што вие ќе имплементирате највисоки вредности и стандарди на Европската унија кои што произлегуваат од Копенхагишките, од мадридските критериуми, од интеграцијата на целото аки во нашиот внатрешен законодавен систем. Меѓу другото и добрососедски односи. Токму така, но еве ќе кажам повторно, по мене два договори кои што во својата содржина примарно, ако зборуваме за Преспанскиот договор, негира право на самоопределување и самоидентификација. Или ако го погледнеме договорот за добрососедство со Бугарија, кој што може да има прогресивни елементи кога се однесува на економскиот развој, но има тотално регресивни елементи поврзани со преразгледување на нашата национална историја. Да видиме каква историја сме учеле, дали треба таква историја да учиме. По мене тоа не се европски вредности и јас мислам дека таков трансакцијски пристап во процесот на пристапување на Европската унија нема да стави Македонија на брза патека. Едно е содржината на договорите, можеме и за тоа да полемизираме, но факт е дека од многу страни, речиси од сите страни од кои што зависи напредокот на земјава кон ЕУ, договорот од Преспа се нагласува како големо постигнување за земјава, значајно постигнување за земјава, и дури еве и канцеларката Меркел, со чија партија сте сестрински партии, дел сте од една иста групација ИПП на ниво на Европската унија, во својата последна изјава вчера со хрватскиот премиер Пленковиќ вели Македонија направи неверојатен чекор напред, скок, и при тоа повторно го споменува договорот од Преспа. Можеме тука само да се согласиме дека не се согласуваме. И тоа е природно во една демократија, природно е помеѓу две сестрински партии. Повторно ќе кажам, по мене договор кој што удира на моето право на самоопределување, да промена на уставното име на мојата земја, не е прогресивен и не води напред. Негативните импликации тука сум цврсто убеден ќе ги чувствуваме во годините што доаѓаат, но кога се однесува на европскиот пат, задачата која што ние имаме е да создадеме трансформативни промени во нашето општество. Трансформативните промени се реформи во правосудството, реформи во администрацијата, подобрување на економските текови, здравствени реформи, подобрување на степенот на инвестиции во капитални проекти. Така да тоа е тоа што треба да го разговараме. Тука беше примарниот фокус и на комесарот Вархеи во неговата посета. Тој кажа дека има големи предизвици кои што престојат пред нашата земја, но тој како комесар, нов комесар кој што го превзема сега овој ресор, ќе има за цел да и помогне на нашата земја
од процесот на отпочнување на преговори што побрзо да чекори кон полноправно членство во Европската унија и тоа за нас е доста стимулирачки. Да, неспорно е дека процесот на преговори треба да биде процес на трансформација на земјата кон вистинска функционална демократија, кон вистинско пазарна економија. Да, не сме сигурно, но според оценките на Европската комисија, земјата е на доволно ниво подготвена за да ги почне преговорите за членство. Друга ми е поентата. На масата која што решава за следните чекори седат и Бугарија и Грција со право на вето. Вие, ако бидете во позиција да формирате влада по изборите на 12 април, може да ми кажете, сигурно ќе формираме владата, дали со ваквите ставови практично најавувате дека земјата треба да очекува дека ќе биде повторно блокирана на тој пат? Кој ќе формира владата? Јас сум цврсто уверен дека ВМРО ДПМН ќе формира владата, но одговорот на тоа ќе дадат граѓани. Тие на крајот на денот се најмудри и ќе препознаат опција која што ќе може да движи земјата напред. Јас мислам дека има начини на кои што може да се води добрососедска политика, базирана на вредносен систем, како што кажав, кој што гледа напред, кој што гледа кон развој, а не кон отварање на по мене дополнителни проблеми, а паралелно со тоа и повреда на националните чувства на граѓаните кои што живеат во оваа земја. Така да граѓаните треба да бидат спокојни и да знаат дека надворешната политика на ВМРО ДПМН ќе биде фокусирана на решавањето на стратешките цели поврзани со евроатлантската интеграција и ќе работи силно не само со своите соседи, туку со севкупната глобална заедница за да донесе напредок во нашата земја. Тоа значи и на спроведување понатамошно на двата договори со Грција и со Бугарија, бидејќи пораките се такви и комесарот е Вархеј на кој што се повикуваме во овој наш разговор денеска, тоа го вели. Клучно останува на тамошното спроведување на двата договора, и со Грција и со Бугарија. Јас мислам дека пораката на комесарот Вархеј не беше примерно насочена кон тоа. Неговата порака беше примерно насочена кон внатрешните реформи кои што треба да ги спроведеме во нашата земја. Повеќе пораки имаше, немаше една порака. Да, но таа кој што сега е најактуелна е тоа што се очекува од нас како клучни неколку бенчмаркови со цел да можеме, ако има шанси, да оствариме што побрзо некој успех. Тие бенчмаркови реализацијата на нив, ВМРО ДПМН како политичка партија сака да направи се што е возможно да се решат поскоро. Но имаме, ако верувате, обструкција од страна на владата. Например, зашто? Нема никаков интерес за реформи во правосудниот систем. И ние можеме да направиме една историска ретроспектива и да видиме како доаѓаме до тоа. СДСМ формираше влада. Првата работа што се случи е поранешниот премиер, тогаш нов премиер на нашата земја, иако дојде со енормни ветувања за промени во правосудниот систем, начинот на кој што се работи со државата, го узурпираше процесот на реформа на правосудството, иако тој самиот не е правник, е економист, формираше една работна група која со ретки исклучоци, на мене ми е чудно како се состави. Таа работна група или тој совет за реформа на правосудството скоро 2 години никаков резултат не произведе. Премиерот даде оставка, запоса оставката како главно лице за реформа со правосудниот систем, да ни каже дека нема реформи за правосудството, но доколку има простор, тој пак е спремен да го превземе тој процес. А тоа е една свесна манипулација, бидејќи нема интерес да се подобрат состојбите во правосудниот систем, кој што може би бил заробен, ете ќе се согласам и претходно, но сега се превзема од една друга групација во политичкиот систем и ги користат инструментите за реализација на тесни политички интереси, при тоа без никаков интерес да ги решат круцијалните проблеми. Тука е застојат во процесот на носење на нов закон за јавното обвинителство. Знаете дека има и сосема друг пристап кон оваа тема за која што вие зборувате, на пример, за тоа дека кандидатот на ДУИ за член на Судскиот совет поминува во собранието со поддршка на гласовите на ВМРО ДПМН, кандидатот на СДСМ не поминува. А кандидатот на председателот Пендаровски? Затоа што ДУИ и ВМРО ДПМН сакаат да продолжат да го имаат мнозинството и контролата на Судскиот совет. Свесни сте исто така за незадоволството од брзината, начинот, ефикасноста на кој што се движат судските процеси поврзани со предметите на СЈО. И јас сум крайно задоволен од тоа. Еве ќе ви кажам. Бидејќи имаме две паралелни динамики на тие предмети. Добро. Некои предмети магично се враќаат и почнуваат од почеток, некои предмети се на брза трака, кај што луѓето се предмет на судски процеси кои што по сите услови се најблагоречени нехумани. Така,
Така да ние имаме Ама навистина што е епилогот од тоа, Муцунски? Ама токму тоа го зборувам јас. Ние треба да седнеме и да најдеме консензус за како да ги решиме овие прашања. Но консензусот го нема, бидејќи власта ужива во овие состојби кои што ги има вие. А простете ми, но јас тоа неколку пати сум го кажал. Денови пред да се носат некои клучни обвинителски одлуки, го гледаме јавниот обвинител на нашата земја како пие кафе со личниот адвокат на премиерот, кој што во меѓувреме да стана застапник на неколку од најголемите корпорации во нашата земја, каде што државата е собственик на акции. Значи, ако ние сме имале заробена држава по одредени критериуми, и ако повторно судиме по тие критериуми што се случува во нашата земја сега, ние повторно имаме заробена држава. Ама видете, ако... Ама јас затоа велам, ние треба да работиме за реформи. Да, а нема интерес. Епилогот од тоа е дека никој од предходната обвинета елита на ВМРО-ДПМН за злоупотреба на моќ и јавни фондови не е во затвор, тогаш што ако пие кафе обвинителот со адвокатот? Се договараат да не ги осудат овие од предходната елита на ВМРО-ДПМН? Мораме да погледнеме причината зошто не се решени проблемите со високата корупција. Одлучивме ние, за жал, јас ќе кажам, преку еден упат и непочит на Уставот, одлучи политичката елита во тоа време да формира специјално јавно обвинителство. Искрен ќе бидам со вас, до ден денес ми е апсолутно нејасно зошто Уставниот суд се нема произнесено по однос на иницијативата за уставност на законот врз основа на кој што се формираше тоа обвинителство, но веројатно еден од проблемите во нашиот правосуден систем е што имаме и уставен суд кој што наместо да биде арбитар на уставноста во нашата земја е алатка за политичка интрига. Но прашањето да го поставиме кон нив. Не, ама дозволете, знаете зошто се формираше СЈО? СЈО се формираше затоа што редовното обвинителство не сакаше да постапува и сега по индициите за злоупотреби. Да продолжим. И сега формиравме обвинителство за висока корупција, на кој што му се даде неограничена моќ надвор од Уставот, тотално нетипична за нашиот систем, фрапантна за секој правник познавач на состојбите не само во нашата земја, туку и во регионот. И кој е резултатот од тоа обвинителство во кој што велиме дека треба да имаме многу доверба? Значи, гледаме каде се наоѓа Катица Јанева, а паралелно ќе ви кажам дека Ама по мене... дали тоа што таму се наоѓа Катица Јанева е доказ за тоа дека владата ја има контролата врз судството? Можеме или на таа обратно? тема да дискутираме. Тоа е исто интересна тема, но јас само ако може да завршам тезата која што ми произлегуваше од претходната дискусија, а тоа е дека ние имаме една цела група на луѓе кои што работеле во тоа обвинителство, кои што по мене се веќе и стручно и морално делегитимирани. Стручно и морално, бидејќи не сите веројатно биле учесници во тие кривични дела, но простете ми, цела наша јавност знаеше што се случуваше таму. Требаше да помине многу време за да имаме конкретно поступување на нашите обвинителства. Буквално да слушнеме и да видиме што се случувало. А таму со години се молчало. Зошто се молчало? Бидејќи дознавме дека се примале енормни хонорари кои што веројатно задоволувале личниот апетит. И сега да дојдам до мојата конечна теза. Кажете една истрага која што во пократко време довела до обвинение, а не рекет. Разбирате, вие велите дека се случувало долго, се случи многу брзо. И отворањето на предметот, и истрагата, и обвинението, еве го со голема брзина се движи напред и судскиот процес. Убеден сум дека истрагата за рекет, а тоа времето ќе го докаже, е концентрирана само кон одредена група поединци, без да го земе во предвид политичкиот фактор кој што влијае за создавање на таквите состојби и за феномените кои што ги имало во тој период во специјалното јавно обвинителство. Тоа е само алиби, оваа истрага и ово обвинение кое што сега го гледаме, за да се спасат одредени поединци кои што очигледно се узурпатори на правната држава во нашата земја и никој не може да ме преубеди од тоа. Но да дојдеме до тоа што претходно го кажав. Ние имаме таков момент сега каде што тие вработени и пред целокупната јавност веќе немаат ниту морален, ниту стручен легитимитет, а моменталната дискусија, верували или не, за иднината на законот за јавното обвинителство, знаете ли на што е сведена? Сведена е на личните кариери на тие поединци и обид преку закон да се легализира противзаконското постапување од нивна страна. Значи, компромиси, како пржинскиот компромис, од ова раководство на ВМРО-ДПМН нема да има. Компромиси со уставот, со правото, со највисоките меѓународни стандарди, со препораки на институции како Венецијанската комисија. Ова раководство на ВМРО-ДПМН нема кога велите препорака на Венецијанската комисија е поврзано со закон за јавно обвинителство? Не,
општо е мојот заклучок. Таа теза ја слушам од повеќе представници на ВМРО, не ми е јасно. Мојот заклучок сега беше во врска со севкупните реформи кои што ги правиме. Значи, ја спомнав само Венецијанската комисија како институција. Тука, примерно, еве кога се обраќаме на тоа што кажа претходно, во врска со Законот за јавно обвинителство, ќе ви кажам, ние немаме намера да бидеме соучесници во еден закон, каде што се бара од нас како политички партии, од работни групи на политички партии, да се однесуваат како да се совет на јавни обвинители. Јас, како што знам господине Попетерски, нити работната група од ВМРО ДПМН, ниту работната група од ВМРО ДПМН има член на советот на јавни обвинители. Како може ние, со закон објаснете ми, да делегираме обвинител од редовно обвинителство во обвинителство за организиран криминал? Таа пракса еднаш ја направивме со Законот за специјално јавно обвинителство. Видовме какви резултати ни донесе. Нема компромиси со правната држава. Ке има решение кое што ќе биде, како што реков, согласно највисоки меѓународни стандарди, но тоа што го ние во нашиот внатрешен правен систем. Де факто имаме сега ситуација во која што овие обвинители се распоредени во основните обвинителства од кои што дојдоа, и тоа е можеби веќе ситуација која што е санкционирана од реалноста. Не знам зошто тоа прашање не било проблем. Тие се во редовното обвинителство, но се поизвестно е дека предлогот кој што ќе го имаме од страна на владата, ние нив со закон да ги делегираме во обвинителството за организиран криминал. Добро, ако не биде така, тогаш? Тогаш што е другото прашање што е пречка за да се договорите? Друго сериозно прашање е фактот што тие имаат донесено одредени одлуки во врска со постапувањето со предметите на специјалното јавно обвинителство и бараат потоа, од кога веќе се донесени тие одлуки во рамките на тој обвинителски систем, а били од неовластен тужител, да сега да ги легализирате. Не, ама простете ми, се бара интервенција со закон во тековна постапка. Дали тоа не е мешање на законодавната и извршната власт во работата на правосудството? Ние со закон... Тоа што ве разбирам, знаете што, но... Тоа е невидено нешто, простете ми. Знаете што, но јавноста ја интересира пред се сите индиции за евентуален криминал да бидат истражени и казнети. Се согласувате со тоа? Дефинитивно се согласувам во рамките на една правична постапка, почитувајќи ги законите. Ако Талир и Талир 1 или Талир 2 веќе како се викаат предмети за кои што има судски процеси, обвиненијата ги прифати судот, се меѓу оние предмети кои што се спорни за вашата партија. Дали овој ваш пристап значи дека уствари барате Талир и Талир 2 да прекинат таму каде што се во момент? Јас можам да ви го кажам како правник, мојот став за Талир, но ајде да зборуваме за фактичката состојба. Тие се предмети кои што се сега во тековниот судски систем. Тој ќе ги реши на еден или на друг начин. Но да оставиме како што постапувал судскиот систем, така да ги реши. Па странките кои што се засегнати и обвинети во овој случај, да можат исто така да ги користат сите правни лекови кои што по мене ќе имаат сериозни импликации заради фактот што некој си дозволил да постапува надвор од рамките на законот. Тој што си го дозволил тоа, сега гледаме каде е. Но не заборавиме дека ние, па ако добро се сеќавам, до негде март-април зборувавме за закон за јавното обвинителство, каде што се предлагаше госпоѓата Катица Јанева од страна на владата директно да ја направиме заменик републички јавен обвинител. Тоа не го предлагаше ВМРО ДПМН, а веќе имаше многу сериозни гласини и индици за тоа што прави госпоѓа Јанева и една група околу незе. Добро, ама при тоа со тесна спрега помеѓу политиката и институциите. Тоа е веќе минато и таа е таму каде што е. И има судски процес против неа. Господине Попетерски, која е мојата клучна теза за која што почнам јас од почеток кога дискутираме за тоа? Ако зборуваме за сериозни реформи во правосудниот систем, сериозни реформи во обвинителството, простите ми, дајте да зборуваме за процеси, за постапки, за правдина и за правда, а не да зборуваме за решавање на кариери и предмети на поединци. Ние треба системско решение да поставиме, која ќе влее доверба во правосудниот систем, бидејќи, знаете што, во оваа држава правда и правдина има, да, знаете за кого? За мокните и за богатите. Правда и правдина во оваа земја нема за немокните, за сиромашните и за обичниот граѓани на нашата земја. На граѓаните има од тоа дојдено преку глава. Знаете што, тие проблеми ние треба да ги решиме. Да, веројатно врв на иронијата е тоа што претходниот шеф на обвинителството за организиран криминал Јован Илиевски,
кој што не сакаше да постапува по бомбите, сега е судија од Македонија во судот во Страсбург. Да, но таа одлука е донесена од страна на Совет во рамките на и не е моја да оценувам дали треба или не треба да биде таму. Тоа е, можеме да констатираме фактичка состојба, да, тој е судија во Страсбург. Да, на КТС Јанева и се суди на пример. Па веројатно и за него да има некој доказ, предпоставувам дека обвинителство ќе отвори постапка. Така. Како ги проценувате шансите да се договорите со СДСМ за законот за јавно обвинителство? И како го доживувате тоа? Што ви кажа Вархеј? Тоа е услов без кој не се може за евентуално позитивна одлука за земјава во Реформа на Европскиот правосудниот систем, меѓу кои што и овој закон многу битен, е од значење за земјите членки на Европската унија. И треба да направиме се што можеме да го решиме. Јас сум убеден дека веќе следната недела можеме да имаме решение по тоа прашање, доколку се одлучиме дека сакаме закон кој што е насочен не кон поединци, туку кој што е насочен кон подобрување на состојбите во правосудството. Така да, ако има желба и интерес од другата страна, која што морам да кажам, веќе скоро пола година како да сме навлезени во оваа голгота на ноги на решение на овој закон, не сум гледал до сега. Не ја гледам баш заради овие примери кои што ви ги кажам. Имате ли комуникација со другата страна? Воспоставен ли е некаков канал на комуникација откако Вархеј ја испорача оваа порака? Постојано има комуникација. Договорена е средба на работни групи? Се уште во овој момент не е договорена. Го добивме вчера, некаде попладне, верзијата на законот која што се смета за последна како предлог од другата страна. И сега знаете, како сериозна политичка партија сме во процес на консултација. Не само работната група, туку еден многу поширок спектар на експерти кои што секој од своја перспектива може да каже како можеме да го подобриме овој закон. Ако во проценти треба да проценувате колку се шансите за да се донесе законот и дека нема да се донесе, што би рекли? 100% сум убеден дека можеме да донесеме закон доколку се усогласиме дека ќе ги почитуваме уставот, законите и меѓународните стандарди. Зошто не сте дел од техничката влада? Зошто ВМРО реши со вакви кадри да влезе во техничката влада, кои што не се многу политички експонирани? Па мислам дека има добра група на кадри кои што е дел од техничката влада, поединци кои што секој има експертиза и искуство во областа во која што сега има некоја раководна позиција. Ние како политичка партија сме еден голем тим, од местните комитети до општинските комитети, извршниот комитет, секретаријатот, претседателот на партијата, и секогаш земајќи во предвид кадрите со кои што се располага, целта е да се донесат најдобрите одлуки за тоа кој може да во тој момент даде најквалитетни резултати. Така да јас верувам во петте луѓе кои што моментално се членови на владата. Тоа се исклучителни професионалци и мислам дека и граѓаните тоа го препознаат. Лично вие, тоа што не сте дел од владата, а бевте претходно, да подсетиме, заменик министер за информатичко општество и јавна администрација, значи дека се подготвувате да бидете на листите за пратеници? Тоа е одлука на органите на партијата. Органите на партијата ќе кажат кои ќе бидат кандидати за пратеници. Јас ќе бидам активен учесник во кампањата, зависно од тоа каде органите на партијата и претседателот на партијата мислат дека можам да го дадам својот најголем инпут. Се работи за борба за правда и се работи за борба за подобрување на состојбите во нашето општество. Не е толку релевантна која позиција ќе имаме во тој момент, релевантно е што можеме да дадеме како наш потенцијал. Благодарам што бевте дел од 360 степени. И благодарам и на вас. По паузата е саботажата. Политичарите чија употребна вредност одамна не е определена од избирачите, туку на позиција доаѓаат како дел од некаков пакет кој не баре стасал како додаток при фри шипинг. Немаат потреба да се докажуваат, ама со својата дрскост не само што не придонесуваат да се подобри онака лошата слика, туку и дополнително ја наградуваат, правејќи непристојни алузии за квалитетот на умот со кој располага обичниот граѓанин. Креирајќи политика со али експрес сензори, може само да настани паника помеѓу граѓаните. Загадениот воздух не може да има влијание, но веројатно климата лесно се менува штом привлечени од фотелите и функциите. Тие начисто забораваат да ги вклучат патриотските сензори. Па силното чукање в гради на јавна сцена се трансформира во спуштен гард и се изгледа кротко и прифатливо на седниците и на средбите, штом се освои место во кабинетите. Директори за разни услуги, градни станови за социјална заштита, основани од влада на Република Северна Македонија,
за да се седи таму каде што се намерило. Сепак освен посилен глас е потребно и малку повеќе знаење. За и на оние кои што за прв пат слушаат за динамиката на исплата на лозарите. Да не им изгледа непријатно неговото огромно отсуство и дупките во него, кои според општиот впечаток не може да се пополнат само со надвикување и празни флоскули. 2 дена ги исплативте траја? Ветите? Дали ги исплативте? Како може да очекуваш, значи какво во прашање дали ги исплатите кога до 25 декември поднесува апликации? Тешко оди и со трикови и магии, и особено кога авторитетот кој се акцентира како успешен на тој план е лик кој што според книгата, односно онака како што го замислил авторот, не бил вистински туку лажен. Авантурист, кој летал балони, а не магионичар. Видете сега, ја не сум волшебникот од Оз, па за да можам да амнестирам или да не амнестирам, не. Помина и амнестија и илустрација, ама нивото на кое се спроведуваат тие операции, во кои едните се ослободуваат, а другите одговараат за своите стари греови, навистина ги доведува под знак прашалникот и најчесто фактите и аргументите со кои располагаат екзекуторите наликуваат на токму ваквите слободни интерпретации за нечи карактер. Вие сте против комисијата, вие сте против повеќе партиски систем и вие сте некомуњари. И затоа идев Груевски да ме вика. И на крајот, кога има толку голема нужда, кога притиска, а се нема каде. Не, тоалети ние не правиме. А кој ќе ги направи? Од кого да очекуваме како граѓани да направи еден тоалет од Србија до Грција? Државата може да направи паркинг. Без тоалет. Значи, не може државата да прави, па... Тоалет не може да направи државата. Не може да прави. Дебелото е проблем, но не е нерешлив. Најважно е да не останеме слепо. Оти тогаш државата ќе стане кенеф. Толку од нас за вечерва, на Алсат следуваат вести, останете, погледнете ги. 360 степени може да ја следите и на социјалните мрежи, на веб страницата 360stepeni.mk. Од мене пријатно до понеделник во 22 часот.